извинуваме за прекинот. Очигледно дека така требало да биде. Ама ќе продолжиме. Ова видео ќе биде насловено како втор дел. Уште еднаш да се навратиме на првото видео, каде што сакам да ги прашам институциите, сакам да ги прашам парфемисаните диви копачи, сакам да го прашам Министерството за култура, сакам да го прашам и премиерот Кино, дали од овде, случајно, во правец на исток, го имаме Асно, од овде во правец на југоисток ги имаме гробиштата, каде што не случајно Горце Камчев сакаше таму кај монополот да граде стамбени комплекси. Дали е случајно точно во правец на југ од овде се Текешински лозија, каде што Бетон Штип започна да го граде комплексот Алекс? Дали случајно во правец на запад од овде е пирамидата Бела или локалитетот Алењак? И дали случајно од овде во правец на север е пирамидата на Сонце, која што се наоѓа над ѓубриштето? И така треба, нели? Ѓубре да се фрла на светоста, на пирамидата на Сонцето. Ова е место положбата за кое што нека одлучат овие институции и нека поработат малку, посебно оние од Музеот на Македонија, кои што на Нова година дојделе, да ни кажуваат дека древни археолошки наоди се отомански, заедно со Овара Дувлочани, така да нека се малку позанимаваат со ова вистина, за кој што имам чест денес, на 1 март, во чест на нашата мајка, да ви кажем уште неколку вистини, кои што досега не сум ви ги кажал за ова доминантно место, за ова место каде што била акрополата на древната Сана, за ова место каде што Димче за 0,01 цент да стави на YouTube каналот и ќе бара лајкувајте, ќе ви каже дека целиот споменик е обележен со знамето на Америка, а јас велам дека обележен со боите на Божеството, а еден од најголемите советници на Александар Македонски кажал: ти ќе бидеш погребан како божество. Сето ова што го гледате овде е символика на поврзаноста на Александар Македонски и неговиот гроб на ова степенеста пирамида од античко време, која што е точно изградена овде каде што била акрополата на древната Сана, а во чија нејзина близина е била и престолнината Бела. Значи, ова доминантно место во нареден некој викенд ќе биде место од каде што ќе ве носам точно до престолнината Бела, каде е била, до местоположбата нејзина и таа дали е според изворите на Тит Ливиј, кој што е најголем доказ како историчар на Август Октавијан и на Тиберий за уништувањето на Бела, а за вас познато како библиско распетие. Така да, Димче, ќе те замолам да не го испушташ следниот пат рейсо, да дојдеш да ти се посмееме уште малку поради вашето его, а јас од овде ви обеќам дека никогаш повеќе нема да размислувам да правам YouTube канал и сето ова ќе го давам како досега, без да барам да ми лајкувате, без да барам 0,01 цент,
затоа што ние со нашите активности, со сето она што го правиме преку Агапи, со лените соби, а веќе започнавме и преку Агапи, Органит кафе Прилеп, а во наредниот период после Македонска нова година ќе има и во Битола, а тоа ќе биде изненадување за сите вас, исто идентично такво Агапи, Оргон, кафе како во Прилеп што имаме. Така да не бараме ние од никого, самите ќе си финансираме за овие големи божествени дела кои што се поврзани со вистината и она во времето кое што денес започнува со Трета светска војна. Овде на ова доминантно место од Сионскиот приорат е све обележено. Овде ти е представува во правец на југ, како што може да забележите, имате лица кои што се погребани, ама само еден од нив е со отворени очи. Тоа е божеството. Тоа е божеството кое што спие со отворени очи. А неговиот лик, неговата коса, неговиот бел тен, самите вие одлучите кој е тој. А додека сите други се со затворени очи. Така да, овој со отворените очи ќе ги разбуди сите негови генерали, како тоа што го правиме ние, ќе отвори ова Пандорина кутија и светот ќе воскресне со вистината, а тоа значи завршување на Трета светска војна. Така да, ова е мајката горе на пролета, нашата голема мајка, која што не знам како виде димче, дека се молела како мајка Богородица. Не, Господа, тоа е мајката која што ја символизира љубовта, тоа е мајката која што ја докажува вистината за ова доминантно место, дека овде имаме степенеста пирамида за трите основни бои, а не за америчкото знаме, како што вели Кутриот димче, а тоа се плава, жолта и црвена боја, боја која што го символизира божеството, а најголемиот од најголемите сакал да биде погребан како божество. Ајде, премиере Тино, остави го малото бебе како министр за надворешни работи да се метнува негде каде што не му е местото и каде што никој не го прашал, а тој дава подршка, несвесен и не знае која иднина доаѓа. И ова ќе биде доказ, премиере Тино, дека треба да знаете историјата, дека треба да го почитувате минатото, затоа што ако не го почитувате минатото како што велите, нема да знаете утре на која страна да бидете. Затоа овој министр за надворешни работи си останува како бебе и нека си биде бебе и нека кажува за себе и за неговиот Беровски манастир, таму да си ги пречекуваат америчките амбасадорки, таму да ја дава подршка, а не во името на сите нас како македонци да кажува на кој тој дава подршка. Уште еднаш, символот на трите пирамиди кои што се овде, символот на големото Прасијатско езеро, символот на животот, символот на светлината кој што го имате во десната рака, символот на цвеќето на животот кој што го представува етерот преку десната рака, а овде символот на сите масонски ложи кои што започнале од овде и кои што ќе завршат овде, символот на западната страна кои што денеска го гајат черепи и коски и нивниот козел кој што им е врховно божество,
возел кој што кутриот не може да оди, па го носат на тројански конј, на тркалца, символот на запечатената вистина на сите оние кои што учествувале во овој погребан ритуал, да нема сведок, сите се убиени. Акрополата на древната Сана, место каде што е убиен македонскиот цар, татко на Александар, Филип Македонецот. Ова е таа степенеста пирамида која што Рим ја пресликува со библиско распетие и место каде што во овај амфитеатар не било успешно прогласувањето на 13-тиот бог Филип, кога требало да започне свадбата на неговата керка. Но тоа време останало за едно ново време, за едно друго време, така да и символиката која што поврзана со череп, овде го имате едното око, овде го имате другото око, и представата во дуелет, каде што од едната страна е како череп, а од другата страна е како божество со круна, како архангел, ни докажува една вистина, вистина која што нема никаква поврзаност за она Димче што го кажува за черепи и коски, кои што сакаат да не обидуваат дека илинденците романи, грковласи и оние од албанските територии кои што дошле и застанале позади черепи и коски под капата на лажниот Гоце Грилас, како најголеми поклоници на Македонија, всушност идната генерација ќе ги обележи како најголеми убијци на Македонија во чест на републиканскиот систем и во чест на Англија, така да черепот Димче символизира нешто друго. Никаква врска нема со черепи и коски, затоа што Буш и черепи и коски се многу мали пред Сионски приорат. Толку се мали што не ги гледат. Па дури ни Ротштил се гледа од очите на Сионскиот приорат. Затоа што денес, после ова анархија, после ова трета светска војна, ќе воскресне светлината. И таа ќе воскресне од тука. А и веќе е воскресната. Така да, трите работи кои што беа поврзани со трите основни бои на божество, кои што немаат врска со оно што ни го кажува Димче за америчкото знаме. Идентично како алхемискиот символ за черепи е символот на животот, символот без кој нема живот, символот на бројот 16, а тоа, македонци мои, е символот на сулфурот. Сулфурот, Димче! Кутри ти, Димче, со твоите рейзови. Не е се само да ставиш 0,01 цент и да правите приказки и да измислувате глупости од нешто што сте зачуле, а не дослушале од Владо Павлов. И го манипулирате мојот измачен македонски народ со лаги, со невистини. Така да, алхемискиот символ на черепи ни го представува сулфурот и бањата прва термална која што е под овој споменик. На кого му сметаат децибелите?
нека се тргне настрана, затоа што не можам без малку покачени децибели на ова свето место кој што го испади Димче, кој што наводно требало Реизо да го дочека. Символиката на суфурот и на черепот во Сионски приорат е символиката на најстарата термална бања која што е под ова грандициозно здание изградено во време да биде заштитено се додека не дојде времето на неговото будење. Александар не верувал во смрт и бил во право. Александар верувал во прв и втор живот. И во Вавилон, онаму каде што денес беснее војната, во Техеран, денешен, на своите генерали им кажал: јас ќе одам да спијам, затоа што тој не верувал во смртта. Жив доаѓа во Македонија и овде одлучува да спие. Каде? Ако не во хостелот негов, хостелот на водачот, хостелот на Давид, хостелот на Кочот со двата подвиени рога. А што би бил Коч Ан или обратно од Коч Ан, ако не Ан Коч или Кочани, ако не е хостелот на почивалиштето на Александар Македонски Димче, жален Димче. Какво америчко знаме, каква мајка Богородица со раце да моли, а гледате, нашата мајка е со расширени раци, кои што го држе плавиот и црвениот конец и ние символизира пирамидата на љубовта, на Ерос, на лакот и стрелата и вистината за локалитетот лак убија. Тоа е вистината кој што некој сакаат да поврзат со двајца партизани, Раде Кратовче и Љупчо Сантов, каде што нито еден од овие што ги гледам символики нема поврзан со нив и со партизаните. Уште еден доказ за Сионскиот приорат дека е над сите овие масонски ложи. Уште еден доказ дека Сионски приорат чека да се врати она нулта позиција која што е со пирамидата на Сонцето од овде. Пирамида на Сонце која што е во 306 степен, каде што ќе биде Армагедон. Крај и почеток. Нулта позиција. Перигреј. Затоа, неверни томовци, заврши вашето да станете верни. Ви помина времето. Џабе ви е сега на сите, што ќе верувате и што ви докажа во ова вистина, кога времето ви помина да станете верни. Сега вие за Бог останувате неверни томовци. А во очите на Бог нема премиери, нема министри. Таму сите сме исти, Тино. Таму сме сите исти, Тино. Помни и не заборавај. Затоа што ако не требало ова да стои, ако не требало ова повторно да воскресне, немало ни да се зацементира. А затоа најубаво знаат оние кои што ти, Тино, и сите премиери, председатели, масони, кралеви, не ги знаете.
Не ги знаете тино. Барем да се обидите малку преку микроскоп да ве гледат. Малку! Затоа што доаѓа времето на вистината, времето на сето она кое што ова измочен македонски народ, ако не друго, барем успеал да го зачува неговото тело, успеал да не биде окрневерено. Зошто? Затоа што ако неговото тело е окрневерено, како тоа што го прават овие канибали, овие масони во црна мантија, со рака во еден манастир, со друга рака во втор манастир, со лево прсте од десна нога во трет манастир и така натаму и така натаму. Зарем тоа не е канибализам? Вие кои што постите барем, постите, ама постите и со душата. Не само да го правите тоа. Постите и се поклонувате на едната рака од Јован Крстителот во еден манастир, потоа одете на другата рака во друг манастир, па одете на левото прсте од десната нога. Какво е тоа постоење со канибализам? Македонци мои. Затоа некој ви ја смени прочка, затоа некој ви го смени датумот на денот на Великиот, денот на раѓањето негово според Владо Павлов, а не ден на убиство. И затоа некој го стави кочени во црно. Нешто што требало за Нова година, го пролонгирале за 16 март. И ќе ви докажеме дека молоко повеќе нема да постои во овај свет град некогашен, денес град Кочани, кој што останал обележан со почивалиштето на Кочот, почивалиштето на Александар Македонски, хостелот на Александар Македонски. И тешко на сите вас, кога ќе стане вака разбуден и кога ќе го земе мечот на вистината пред сите овие кои што го прават ова со светот и со земјата, тешко на сите нив. Нека заврши канибализамот, нека заврши се и ќе дојде она кој што го имаме напред, она кое што ни е представено како преден дел, а ова е аргумент и доказ за погребалниот ритуал, за погребалниот обред, со колку мина е Александар Македонски. Ова се неговите чувари, а тој на крајот со отворени очи. Затоа Димче и сите вас, македонци мои како Димче, не е да земете 1 цент и да ставите во джеп од YouTube. Никогаш повеќе нема да размислувам да правам такво нешто и досега не сум направил. Не барам никој да ми лајкува, не барам ништо. Барам да се бореме за вистината. И ова го завршувам во чест на март. А вие македонци, барем кои што бевте верни малкумина, продолжете така, затоа што сите ќе бидете среќни во новото време, бидејќи од денес маратонот заврши. Од денес маратонот на Сатурн заврши. Од денес започнува маратонот на Јупитер. Сакајте верувајте, сакајте ич не верувајте. Ова место кое што обележено не докажува дека овде е погребано божество. Но дали е овде? Или македонецот знае да патува низ времето? Денес е друга тематика. Бидејќи македонецот знаел
како е да се живее во време на Козелот, на Пан. Кој што, како што гледате Кутрио, тој и денес е исто така. Со тешка автоимуна болест има Пан Антикрист. И ќе го носат за многу кратко време на количка, каде што само мозокот ќе му остане. Зошто Бог одлучил Антикрист во новото време, или Пан Козелот, кој што го возат на тркалца на тројански конј, не може Кутрио да оди, а и денес идентично има тешка автоимуна болест. Тоа е само поради тоа што Бог сака така, за да ги види сите злодела што ги правил. И тој, и сите негови предци. Ќе биде жив Антикрист, ама во количка каде што нема да му работи ништо, само мозокот. Тоа е вистината, тоа е представено на овој споменик, каде што го гледате Кутриот Антикрист, кој што го носат на тркалца на тројански конј. Зато денес има тешка автоимуна болест. Тоа е вистината. Чим си ти тука? Тука сум и јас. Ама мене ме нема на тркалца. Козелу, кој што денес сте две во едно. И фала ви за се. Фала ви за се. И останете така. За секогаш. Ти Козелу со Лилит. Бидете едно. Еве. Ви помогна Бог после 3000 години да бидете едно. Ајде. Удрете сега најсилно врз вистината. И бидете Владо Павлов. Да видам дали во ова нова време на светината ќе успеете во тоа. Го завршуваме ова видео со доказите за Третата светска војна, каде што се ставени на споменикот Нелија од ноп, а ја нема ни на буквата од ноп. А тие докази се ставени од страна на исток. Штета што не сум со рейс, иначе ќе морав да прекинам и да бегам и јас. Само едно да знаете, на вакви света места заедно доминираат видливи и невидливи сили. Видливи и невидливи сили. Еве го денеска ова време. Денеска е ова што го гледате на овој фрагмент. Еве го новото време. Еве го тој што доаѓа на магаре. Еве кој стои позади него. Сигурно некој случајно го ставил овој символ. Немал друга работа. А еве вистината на другата страна. И доказ и аргумент за Трета светска војна. Така да некој случајно е ставил ова буква латиница, а вие одлучите што е таа. Уште еднаш.
да се увериме. Најпрво ќе започнеме од овде на север. Ах, кутри Димче. Штета, Резо ќе го испуштеше, а сакав многу да научам од тебе. Димче! Димац, јави се! Верувам дека Димче ќе се вклучи. Истиот тој ќе ни кажи како ги одгледува патлиџаните. Да бидат органски. Доматите. Како што гледате, во правец на север е пирамидата на Сонцето. Значи, уште еднаш ќе одиме поред. А вие самите одлучите дали е сето ова случајно. Споменикот од НОП, кој што нема ни буквата од НОП, е поставен на ваква положба. И започнуваме. Во правец на исток. Точно. Е Асном масон. Доказ и аргумент дека не случајно Султан Сулјеман наредил на неговиот зет да биде овде изградено или да биде овде најголемиот суд, обвинителство, денес познато како касарни во Кочани. Инаку Кочани за тој временски период е центар каде што обука имале јаничарите. Во правец на исток е Асном. Доказ дека не случајно Асном е изграден врз темели на нешто древно, на нешто македонско, како што и овој споменик од НОП, кој што нема ни буквата од НОП, е изграден врз најстарата термална бања, која што е овде. Истата таа поврзана е со Питија. Во правец на југоисток ги имаме гробиштата, кои што не случајно и тие се тука. Потоа во правец на југ се Текишински лозја, каде што Сашо Мијалков не случајно го гради комплексот Алекс, а на север од овде имаме пирамидата Бела, тоест локалитетот Алењак. Уште еден доказ дека сето ова не е случајно. Во правец на север ја гледате пирамидата на Сонцето. Аргумент и доказ дека ова ништо не е случајно. Ајде сите заедно. Дојдено е времето да го разбудиме со отворените очи овој лик кој што е македонски и светски цар на царевите и крал на кралевите. Така да, партизани, извинете ми, ама овде нема ништо од Благој Попов.